Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност. Следнава пресконференција ќе ја започнам со една реченица, а тоа е Даниел Арсовска е најголемото зло што му се десило на Скопје во поново време. Даниел Арсовска, време ти е за оставка. Почитувани, изразуваме најдлабок револт и загриженост поради катастрофалните услови кои се држат животните во Скопската зоолошка градина. Сите ние сме сведоци на неодамнешните трагични настани кои ги вклучуваат смртта на слоницата, жирафите, слоните, пингвините и најново прикривање на смртта на бизонот, кој исто така е починат пред месец дена под неразјаснети околности. Ги повикуваме надлежните институции веднаш да го испитаат работењето на директорот на Скопската зоолошка градина и на градоначалничката на Скопје. Мора да се утврди како биле третирани животните и дали биле сите испочитувани закони за благосостојба на животните. Не може да се премине преку фактот дека слоницата, најголема атракција на зоолошката градина, тајно е носена, замислете, од Скопската зоолошка градина до Скопската депонија, со намера да се прикрие нејзината смрт. Каков ум е тоа што мисли дека ќе сокрие смрт на слон? Овој чин е за непочитување и отворено криминално однесување. Ја повикуваме градоначалничката на Скопје и од неа поставениот директор, господинот Зоран Попов, да пристапат одговорно кон ова злосторство во Скопје и врз скопјани. Нивното срамно и неспособно раководење доведе до оваа трагична ситуација и тие мора да одговарат пред јавноста и пред законот. Нашите граѓани, скопјани, заслужуваат да знаат што се случува со нивните пари и институции. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Зошто мисламе станува збор за 60 годишна слоница, тие живеат отприлика толку колку што имаме информации. Исто така да се споменуваш исто дека со багер била префрлена, очигледно треба механизација за толку големо животно да се стави во камион. Која е причината зошто ви прикриле нешто што веќе знаеме дека некој период се лечеше од болест? Тогаш прашањето и зашто се донесени во оваа возраст и толку се инвестирани, но тоа е една друга тема и поширока која треба нели да се дискутира. Нашите информации говорат дека слоницата повеќе од 30 дена веќе покажува знаци на болест. Прашањето кој ние сакаме да го поставиме, кој во овие 30 дена се грижал за слоницата и зошто е дојдено по свршен чин за вчера да дојде тим од Парадајза за да интервенира и установи само дека треба да се еутанизира. Во однос на транспортот на починатото животно, тука не можам да ви кажам, единствено што можам да го кажам како е редоследот. Треба да се изврши патолошки наод, па потоа да се транспортира до Дрисо. Дали бил извршен патолошки наод? Имаме информации за тоа? Ние пробавме да стапиме во контакт со службите внатре, меѓутоа до овој момент ние немаме информација дали е извршен патолошкиот наод. Единствено што знаеме дека целата работа пробува да се заташка. Значи во рано изутрина е паркиран багер и сето тоа е направено. Благодарение на еден медиум кој покажа снимки во јавноста, гледаме дека тоа е многу умешно направено со една единствена цел да се прикрие смртта на животното. Дали тој патолошки наод треба да се направи тука, да дојдат екипи од ветеринарен факултет или треба животното таму да се транспортира? Каква е процедурата? Треба да се прави под тие околности, болести и години. Секој животно кој ќе почине во Скопската зоолошка градина задолжително да се направи патолошки наод. Од таа причина животното мора да биде дистрибутирано до ветеринариот факултет, каде што постојат професори, доктори кои го прават тој патолошки наод. Врска со колку време беше слоницата во нашата зоолошка? Кога слониците дојдоа од Парадајза, тоа е здружение кое се грижи за слонови, беа запленети од циркус. Во 2018 година беа донесени во Скопската зоолошка градина во постара возраст. Буквално да ги доживеат овдека пензионерските денови, се инвестираше преку 300.000 евра во нивно живеалиште. Така да не знаеме за какви услови во последниве 2 години живееа овие слоници, кој се грижеше за нив, дали има специјален ветеринарен тим, со каков тип на исхрана се хранели и слично.